Интензивно се одвиваат градежните работи во делот внатрешноста на Центарот за култура Бели Мугри, како дел од втората фаза на проектот за реконструкција на објектот, што го почна Министерството за култура од пред 3,5 години. Тогаш, во првата фаза, беше завршена реконструкцијата на надворешната фасада. Во моментот, со втората фаза се работи на отстранување на ентериерот и опремата во гледалиштето и на сцената, како и на подготовка за нивно целосно обновување. Отстранети се седиштата, старата облога на страничните ѕидови и на таванот, како и двата приода на главната сцена. Освен тоа, целосно е отстранета претходната инсталација за електрична енергија и за затоплување на салата. Се работи и во паранешната оркестрална во склоп на сцената, а обновување ќе има и на балконот кај просториите за техниката за филмски проекции. Втората фаза за реконструкција на објектот се реализира според планот за инвестиции за 2021 година на Министерството за култура. По првите подготвителни активности од почетокот на август, инвеститорскиот ангажман го презеде Центарот за култура. За изведувач на реконструкцијата на тендерската постапка е избрана компанијата Мартин Инженеринг од Скопје, со која е подпишан договор во вредност од 10 милиони денари. Со средствата е планирано целосно обновување на внатрешноста, со поставување неопходна звучна и термичка изолација, обработка на ѕидовите, таваните и подот, како и реконструкција на просториите за шминка на актерите и на тоалетите зад сцената. Исто така, целосно ќе се замени постојната столарија, а ќе се постават нови внатрешни врати кон гледалиштето и кон другите простории. Според подпишаниот договор со изведувачот, втората фаза од реконструкцијата на Центарот за култура Бели Мугри треба да се реализира во период од 5 месеци, односно до крајот на оваа календарска година. Владата е заинтересирана да им помогне на сите земјоделци во државата, без разлика со какво производство на земјоделски култури се занимаваат, а меѓу нив се и оризопроизводителите, истакна премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање за состојбите во оризопроизводството. Еден ден по протестот во Облешево, што земјоделците од Кочанскиот регион го организираа со блокада на магистралниот пат кон Штип, а на кој го изразија на задоволството од ниските откупни цени, Заев вели дека треба оризопроизводителите да разговараат со представници од ресорното министерство. Доколку не дојде до решение на состојбата со цените, најави дека и лично ќе се вклучи во диалогот. Во делот на оризовата арпа помагаме континуирано и по делот на хектаража и по делот на субвенциите. Дадов инструкции и насоки на барање на министерот после консултациите да имаме максимален фокус и посветеност. Ние постоиме за граѓаните, без разлика дали се тоа во Кичево или во Кочани, дали се во Ресен или Кавадарци, на сите страни тука сме да служиме и да помогнеме и нема да ги оставиме сигурно така. Доколку не се решат работите заедно министерот и граѓаните земјоделците, јас стојам целосно на располагање. Гледате дека имаме флексибилни механизми, да им се најдеме на граѓаните, затоа што навистина и од пандемијата има дисторзија во пазарите на сите продукти. За нас се многу значајни продуктите од областта на земјоделието, сакаме да останеме мотивационо насочени кон граѓаните, да продолжат да ги работат нивите, да продолжат да произведуваат повеќе по обим, по конкурентно производство и тоа ќе продолжи со поддршките, така да стоиме на располагање да помогнеме и за оризовата арпа. Во вторникот, оризопроизводителите од Кочанскиот регион 3 часа го блокираа патниот правец од Кочани кон Штип, при што не дозволуваа премин на возилата освен на итните случаи. Истакнаа дека на тој начин во иднина ќе бараат решавање на проблемот со ниските откупни цени, при што бараат владата да најде начин најниската откупна цена на арпата да не биде под 25 денари за килограм. Белиот ориз пак да не се откупува поевтино од 50 денари за килограм. При тоа истакнаа дека голем дел од производството и од минатогодишната реколта се уште не е продаден, а за 10 дена ќе почне новата жетва на оризот. Од четврток почнува втората фаза на вакцинирањето против COVID-19 со теренски екипи за жителите на руралните населени места во Кочанскиот регион. Од општата болница со проширена дејност во Кочани потврдија дека вакцинацијата продолжува со вообичаено темпо, а излегувањето на терен на мобилните тимови ќе биде за давање на втората доза за лицата кои веќе ја примиле првата. Со оглед што голем дел од жителите и во соседните општини Зрновци, Чешиново, Облешево се веќе вакцинирани, давањето на втората доза за нив ќе биде според истиот редослед како и првиот пат.
Воспоставен беше добар систем на вакцинирање што се покажа како функционален и ефикасен, па нема потреба да се прават некакви промени. Всушност, со второто излегување на терен ќе се обезбеди ревакцинација за граѓаните кои ја примија првата доза, а ако има заинтересирани кои се уште не примиле заштита, истата ќе ја добијат, информираше за Канал 8 директорот на болницата Александар Серафимов. Теренската вакцинација ќе се реализира во наредните 10 дена. Истата е доброволна и бесплатна, поради што од Кочанската болница ги повикаа граѓаните да го остварат своето право на заштита од COVID-19. Во моментот, лекарска помош и грижа во општата болница се обезбедува за вкупно 15 пациенти, од кои 6 мина се со полесна клиничка слика и се водат како дневни случаи. Останатите 9 мина се хоспитализирани на COVID одделот на интерното одделение. Од нив 5 мина добиваат кислородна поддршка. Карактеристично е што активните пациенти не се целосно вакцинирани, односно само 2 ја примиле првата доза од вакцината. Комуналното предпријатие Водовод ќе набави над 160 тони слама како суровина за производство на органско ѓубриво во пречистителната станица за отпадни води во Мојанци. Се работи за редовна постапка со која се овозможува двоен ефект, односно намалување на загадувањето на воздухот поради палењето на сламата. Истовремено се обезбедува и материјал кој што се користи при прочистувањето на водата, а подоцна со негова преработка се произведува компост. До 27 септември трае јавниот повик за избор на оператор кој ќе балира и транспортира сламата до пречистителната станица. Со него ќе треба да биде потпишан и договор за реализација на услугата. За неа се предвидува да се потрошат над 300.000 денари. Во техничката спецификација на повикот е нагласено дека сламата треба да биде пакувана во бали со должина до 1 метар и широчина и височина од по 40 на сантиметри. При тоа е планирано да се набават над 6500 бали, при што секој од нив треба да биде со просечна тежина од 22 до 25 килограми. Исто така, сламата може да биде пресувана во кружни, односно така наречени ролобали, со тежина до 150 кг и со диаметар и ширина до 130 см. Операторот што ќе биде избран ќе има обврска сламата да ја испорачува сукцесивно во рок од 20 дена од денот на склучување на договорот, односно од нарачката од страна на комуналното предпријатие Водовод. Со оглед што наскоро ќе почне жетвата на оризот, стручните пресметки покажуваат дека се добиваат 4600 кг слама по хектар. При тоа, по искористувањето на дел од сламата за потребите во сточарството, останатите површини со ориз се палат, при што се оштетува над 15.000 тони слама како слободна биомаса. Минатите 2 години во комуналното предпријатие Водовод беа складирани околу 60.000 бали, што е далеку под максималниот капацитет што може да го преработи пречистителната станица. Таму дневно се добиваат по 17 метри кубни отпадна тиња, од што по мешањето со сламата се произведуваат 26 метри кубни компост. Со велосипедската тура по патеката на оризот, општина Кочани го одбележа 22 септември, меѓународниот ден без автомобили. На релацијата Кочани Долни Подлог, Мојанци, Грдовци и Кочани, долга 15 на километри, учествуваа поголем број граѓани, велосипедисти, рекреативци, членови на спортски и велосипедски издруженија. Низ Кочани ще зависи и низ прибачува низ тие делови воз. Најинтересно е што ти враташ и после и возиш. Со твојата помош побрзо возиш и ти одлучуваш каде и колку брзо да возиш. Велосипедистите имаа можност за краток одмор во Грдовци, каде во организација на местната заедница беше приредена закуска, а едновремено беа разменети и мислења со представници од општина Кочани за подобрување на инфраструктурата во корист на урбаната мобилност и намалувањето на аерозагадувањето. Велосипедската тура по патеката на оризот почна да се реализира од минатата година по иницијатива на градоначалникот Илиев. На незиното прво издание учествуваа и високи представници од дипломатијата, кои изминатиот период дадоа исклучителен принос во заштитата на животната средина во Кочани и во регионот воопшто. И за предстојните локални избори, општина Кочани ќе им овозможи бесплатно рекламирање на организаторите на изборната кампања, кои имаат своји кандидатски листи.
Од одделението за правни и општи работи во локалната самоуправа веќе испратија известување до организаторите на кампањата кои имаат потврдена листа на кандидати од Општинската изборна комисија за избор на градоначалник и за членови на Советот на општината. Ждребувањето со кое ќе се определи редоследот за поставување на плакатите ќе се одржи в понеделник, 27 септември, во 15 часот во салата за состаноци на општина Кочани. Учесниците на изборите на однапред пред определени места ќе можат да поставуваат пропаганден материјал без при тоа да платат на доместок. Тоа е практика што се реализираше и во изминатите изборни циклуси. За да можат да учествуваат на ждребувањето, организаторите на изборната кампања треба најдоцна до 12 часот на 27 септември да поднесат барање до градоначалникот, кое треба да содржи писмен доказ за потврдена кандидатска листа. Оваа процедура е во согласност со одлуката на Советот на општина Кочани, донесена уште во јуни 2006 година, а што се однесува за утврдување места во градот и населените места за истакнување изборни плакати без надоместок. Според одлуката, пропагандниот материјал ќе може да се истакнува на оградните ѕидови на улицата 4 Македонска бригада на излезот кон Штип, како и на улицата Тодосија Паунов, на потегот што води кон населбата Оризари, на подпорниот зид на истата улица пред зградите наспроти бензинската пумпа. Освен тоа, можат да се користат рекламните паноа што се наоѓаат разместени низ градот, а се лоцирани во централното градско подрачје кај некогашниот хотел Центар, во Стришани и во близина на автобуската станица.